Dobro večer, dragi prijatelji, na nekoj ubав som посако. Одамно немаме другарувано со моја видеоанализа. Вечерва ќе зборувам за нешто што за мене беше очекувано. Тоа е договорот за распаѓање на Европската унија помеѓу Трамп, Си Џинпинг и Путин. Како го тоа направи председател на САД Доналд Трамп? Тоа го направи преку секретарка на шеф фон дер Лајен во Европската унија, ќе ми простите, со договор што го направија. Поточно, они толку штетен договор направи што ќе ја распадне Европската унија. Трамп успеа да вклучи договор, граматици ќе се намали царината, значи 15% царина за увозот во Европската унија, со тоа што царината за челикот и алуминиот останува на 50%. Но што е тука штетно? Фон дер Лајен потпиша дека Европската унија се обврзува за следните 3 години на Доналд Трамп председател на САД, од САД откупува енергенци, значи газ и нафта, во вредност од 750 милиарди. Поточно секоја година да откупува течен газ и нафта од САД по 250 милиарди. Знаме дека америчкиот течен газ е многу поскап од природа руски и плюс се обрза, значи за овие 3 години, 600 милиарди да вложат во Америка. Значи, тоа са вкупно 1350 милиарди. А тоа значи колапс на Европската унија. Инаку која во прашен банкротот или колапсот, САД е една од најзадолжените земји, некаде околу 37.000 милиарди, 36,7, така нешто, не да речем. Значи 37.000 милиарди должи надвршен долг е на САД и сега САД дозволија граѓаните на САД да можат да уплаќат за разолжување на САД, веќе они полека влегуваат во рецесија. И од тие причини се сите овие царини. Инаку, колку новинар, аналитичар, и има и доста информации. Значи, чести се разговорите меѓу Путин, председател на Руската Федерација, и Доналд Трамп. Се разговарува обично околу Украина, а Украина почна војната од една недостојна причина, ако се добро сеќавате, многу пати го вторував тоа. Зеленски, кој на кој време потекло, кога започна војниот конфликт по Украина, јасно кажа дека од Украина ќе правиме голем Израел и не случајно во тој период и Бенјамин Нетањаху и Хамас беше организиран и така натаму, во исто сценарио. Но на крај Израел ќе извиси, ќе го снема као држава, а прво ќе се заврши со Украина. Израел најверојатно ќе или евреите ги преселат во Америка. Не е чудо што Бенјамин Нетањаху и прво нивни премиери јавно кажува дека Израел има најголема колонија во светот, тоа е САД. Таму израелското лоби, секако конгресмен позади себе има еврејски олигарх кој го поддржува и така натаму. Со тоа што интересен пријатно ја се плашам да не е до посилни војни конфликти, бидејќи и самите евреи или израелското лоби се поделени меѓу себе, или се војници и други не. И не треба да забораваме која Урсула фон дер Лајен прашање, она е внука на нациста, а знаеме дека Америка, благодарение на еврејските научници, кои беа работеа за германците, ги повлекоа и они беа на прагот Германија да ја направи првата атомска бомба, ако уште 6 месеци се продолжеше судирот, Втората светска војна.
И благодарение на еврейските науки уния добива първата бомба и по-точно първите две бомби, които бяха хвърлени на Нагасаки и Хирошима. Еврейското лоби яко ще доживеят и военни и общия колап, ще доживеят мусулмански джихад, но се своди постепенно. Во Америка кинезите ги презимат сите поголеми фирми, они уште пред 10 на година, може би, ма нема да се забор, ја купија најголемата чикашка берза во Чикаго, значи, која беше тогаш стара околу 140 години, значи на 150 години, и купуваат брендирани фирми токму од еврејските олигарси или еврејското лоби. И тука е сработи долго за Трамп или Америка не може да се откаже од Кина, бидејќи Кина е најголем извозник на ретките метали, кои се потребни за електроиндустријата, особено и за батерии, па и за телефони, мислам и за ова сега што е најсовремено од технологијата, за роботиката и така натаму. Значи, ова се са договор, кажав, нова јата ќе се подготвува, а инаку Трамп што се закани со царина на Индија, Кина, тоа е било катастрофа и за Америка, бидејќи Индија има многу индици во Америка и плюс држат фирми, особено ја држат Велика Британија. Таму се сеќавам еден пријател од Индијец беше дали премиер, дали градоначелник на Лондон, а пакистанец и исто индиски народ, само со различита вера, беше премиер. Еден градоначелник на Лондон, другиот премиер. Значи, ова е се еден вид договор, но може да искасне и воен конфликт. Ондрела е букнува со ова распаѓао, тоа са премногу пари кои не може да го обезбеди и плюс БДП-то е ствари за купување на америчко оружје или мора да се качи на 5% од БДП-то секој НАТО членка. Значи, во еден збор кажано, ја кој ме следи неколку години назад, убаво кажа дека 2025 е клучна, кој нумерички број, тоа е 9 крајниот број во едноцифрените броји. Значи, завршува една подводната монополниот свет и тоа е да мултиполаре, а меѓувреме БРИКС стана многу јак, бидејќи он има околу 55% од бруто доходот, додека западниот свет заедно со Америка околу 15%. И тоа работа се плашат од делоризација, бидејќи Америка е еден воен клоп, бидејќи околп се од причина што се нема кој да ги откупува државните празници, понели Русија, Кина и многу ги откупува, Русија се откачи од сите нив, Кина не знам дали целосно, Јапонија беше, Јапан стари, беше еден многуте купувачи, Јапонија е во банкрот, само тоа знаете, нивната национална банка е во банкрот, значи парите се на истокот, инаку Втората светска војна започна кога беше економска криза во цел свет. Првата беше за подоба на колонии, а сега, кога е почнало, тоа било катастрофа за Америка и за Запад, бидејќи Русија, зборувам, воено е број еден, има и космички оружја и надзвучни или хиперсонични, така да не е паметно. Инаку ја уште еднаш кога му светва внимание на председателот САД, Доналд Трамп, бидејќи баш сега влегува еден многу тежок период, до 12 е Меркур ретроген, затоа ака него е во 12 куќа, куќа на подсвест, а Меркур влада за интелектуалната енергија, затоа се ќе непромислени негови изјави и минување од час во час.
I od 12 rikna, od 12 kuća tamo mu je i sunceto. I ќе граде секцију со него сонце на крајот на август, или втората половина август, со што и животот може да му биде загрозен, бидејќи во моментот Марс му е во второ поле, тоа е поле на пари, значи не случајно со овие, како да кажеме, наметнување на царени и така натаму. Наистина тој Марс ќе биде и во силен аспект со неговиот Марс, каде е точно, на 26, и тој ќе биде во еден квадрат некаде почетокот на септември. Значи безбедноста на Доналд Трамп ќе биде загрозена. Ја би му препорачал некаде до ноември да обрне големо внимание на својата безбедност. Драги пријатели, толку во оваа видеоанализа, што ви кажав, Трамп преку Урсула фон дер Лајен ја руши Европската унија. Значи, како ќе кажа, година и повеќе 5% над членките од БДП-то што треба да плаќат, не може ниеден да плати. Со тоа се руши и НАТО. Ја реков дека со рушење или распаѓање на НАТО и ЕУ е со 2025 година, значи со годинава. А исто така кажав дека зошто Трамп гледа дека НАТО му е бескорисен освен за продажба на оружје, и затоа е формирана групата како се викаше, немите, има 5 држави, кај што се Велика Британија, САД, Австралија, кој се не помним уште една земја беше, значи ќе биде една замена. Они знаат дека западните земји не се сите со нив. Орбан исто застана на страната на Путин, инаку Русија ја уведува и на сите членки на Европската унија, освен на Унгарија, поради претставството на Орбан со Владимир Путин. Сам примерот на Унгарија со претставството на Руската Федерација. Драги пријатели, ово беше се за оваа анализа. Оние што имаат желба да ги следат моите анализи, треба на YouTube да присат на копчето subscribe или следи ме, и може да ме следат на TikTok и на Instagram. Ви посакувам добра ноќ, со создателот и Македонија напред.